Денес во ексклузив ординацијата ќе ви ја представиме ортокин методата за терапија на проблеми со колена, која се применува во поликлиника Невромедика. Оваа метода ќе ви ја објасни детално доктор Александра Димова, ортопед во Невромедика. Ортокин терапискиот систем е единствен начин на лекување на болките во зглобови, како и повредите на тетиви, лигаменти и мускули, без додаток на лекови и други хемиски агенси. Оваа метода на лекување е во целост биолошка и не користи ништо друго освен вашите собствени ендогени, протеини и фактори на зацелување. Ортокин третманот представува автологна терапија во лекувањето на зглобните проблеми со арскавицата, повреди на лигаменти, тетиви и мускули. Суштината на третманот е со користење на потенцијалите на самиот организам, односно на заштитните протеини во крвта, во циркулацијата на пациентот, да се постигне анулирање на негативните воспалителни ефекти кои што се случуваат при процесите во зглобовите и повредените лигаменти, тетиви и мускули. Она што го знае молекуларната ортопедија е дека при воспалителните процеси се ослободува протеин наречен интерлеукин 1, кој што представува основен медиатор на воспалението. Всушност, со ортокин методата добиваме кондициониран крвен серум кој што е збогатен со интерлеукин 1 рецептор антагонист, односно тоа е материја која што се фаќа на рецептурите на местото на интерлеукинот 1 и на тој начин, завземајќи го неговото место во процесот на воспаление, го прекинува тој ланец на воспалителни реакции и добиваме како краен ефект престанок на воспалителниот процес, губење на болката и добивање назад на изгубените движења во самиот зглоб. Ортокин третманот се изведува на едноставен начин. Прво се зема венска крв од пациентот, која што понатака треба 6 до 9 часа да се инкубира на температура од 37 степени Целзиусови. Таа температура представува субфебрилна температура на која што се множат заштитните протеини во самата крв. Добиваме множење на 140 пати повисока концентрација на интерлеукин 1 рецептор. Температурата од 37 степени Целзиусови е субфебрилна температура на која што се множат заштитните фактори во крвта и на тој начин со инкубација од 6 до 9 часа добиваме 140 пати поголема концентрација на интерлеукин 1 рецептор блокерот, како и на множење на одредени фактори на раст кои што имаат моќ да го стимулираат зацелувањето. После инкубацијата крвта се става во центрифуга 10 минути на 5000 вртежи, при што се добива всушност автологниот кондициониран серум или ортокин, кој што се извлекува со шприц, се подготвуваат инекции и понатака тие се ставаат во зглобот или на место на повредениот мускул или тетива кај пациентот со динамика од една инекција во тек на 7 дена. Предностите на ортокин третманот во однос на сите други досегашни начини на третирање на ваков тип на заболувања и повреди се состојат токму во тоа што представува биолошка автологна терапија, каде што не се користи додаток на никакви лекови, нити хемиски материи. Мотото на ортокин третманот е лекот е во вас и точно тоа и се случува, значи со користење на самите потенцијали, односно заштитните протеини во крвта на пациентот, добиваме ефект на лекување на зглобните дегенеративни процеси, оштетување на арскавицата и зацелување на повреди на мускули, лигаменти и тетиви. Јас сум Предраг Василевиќ, се бавам со екстремни спортови, поради кои имам проблеми со коленото. Од екстремни спортови се бавам со сноуборд, скијање, мотокрос. За да продолжам со моите спортови, слушам дека добри ефекти имало терапијата на ортоскин. Ортокин третманот не предизвикува никакви несакани дејства со оглед на тоа дека е автологна терапија, ниту пак има било какви негативни интеракции со други лекови или методи на лекување.